Од јавното предпријатие Градски паркинг, кое е задолжено за спроведување на проектот Зонско паркирање во Тетово, информираат дека сите станари кои имаат месечни карти со повластена цена за паркирање, да ги поднесат своите барања до крајот на декември. Лична карта со обраќајна дозвола од возилото и имотен лист од местото на живење се документите кои треба да ги достават граѓаните при поднесување на барањето за вакви месечни карти, кои се достапни само за зона Б. Би апелирал до граѓаните да ги почитуваат правилата на паркирањето и исто така би сакал да им појаснам на граѓаните дека за оние кои што имаат паркинг картица со повластена цена, значи станарите, да истите да поднесат барање за нивно продолжување пред Нова година, додека исплатата ќе се врши после Нова година. Јавното предпријатие Градски паркинг располага со околу 500 паркинг места од отворен тип и 150 од затворен тип. Во зонско паркирање има вкупно 480 паркинг места, додека во затворените типови има околу 140 паркинг места. Према бројот на автомобилите во градот, чинам дека тоа не е доволно, сепак ние мислиме и за проширувањето на проектот, но истиот е испратен до секторот за внатрешни работи и чекувам после нивното разгледување да ни одговарат и зонското паркирање, значи да се прошири и кон зоната А и кон Б зоната. Зонското паркирање со наплата започна кон средината на декември минатата година. За станарите на улица Маршал Тито, која е во зона А, се уште нема долготрајно решение. Тие и натаму не можат да искористат месечна претплата за паркирање на своите возила пред зградите каде живеат, што не е случај за станарите во зона Б, чија месечна претплата за паркирање чини 250 денари. Од јавното предпријатие Градски паркинг велат дека на барање на граѓаните, Советот на општина Тетово може да одлучува за промени на веќе изгласаните одлуки за реализација на зонското паркирање во градот.